Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Полицијата лишила од слобода вкупно 5 лица по инцидентите на вчерашниот протест, во кој дел од демонстрантите се судрија со полициските службеници. Црвениот крст Гостивар ги едуцираше граѓаните за пружање прва помош и ги информираше што се треба да имаат дома или во возилото за да реагираат при повреди. ЈП Тетово Транспорт утврди 3 редовни линии по кои ќе се движат градските автобуси во Тетово. Термините се објавени на социјалните мрежи. По инцидентите кои се случија на протестот кој се одржа вчера во Тетово, лишени од слобода се 5 лица. Тие заработија кривични пријави под сомнение за учество во толпа што ќе спречи службено лице во вршење службено дејствие, а тројца од нив и за напад на службено лице во вршење работи на безбедноста. Протестот стана предмети на политички препукувања. Полицијата лишила од слобода вкупно 5 лица по инцидентите на вчерашниот протест за жртвите во пожарот во модуларната болница, во кој дел од демонстрантите се судрија со полициските службеници во обид да стигнат до седиштето на ДУИ во Мала Речица. 31-годишникот Кичевско Туин, 52-годишникот Мала Речица, 33-годишникот Тетовско Вешала и двајца тетовци на возраст од 33 и 30 години се задржани во полициската станица Тетово во координација со јавен обвинител, а против нив СВР Тетово поднесе кривични пријави. 5 лишени во координација со јавен обвинител задржани се во полициската станица Тетово и во текот на денешниот ден со соодветен поднесок, односно кривична пријава, која е веќе изготвена и поднесена до основното јавно обвинителство Тетово, ќе бидат изведени пред судија во претходна постапка на Основниот суд Тетово. Двајца од нив се сомничат за сторено кривично дело, учество во толпа, што ќе спречи службено лице во вршење на службено дејствие, казниво по член 384 од Кривичниот законник, а другите 3 лица се кривично пријавени поради основи на сомнение дека сториле 2 кривични дела. Напад на службено лице во вршење работи на безбедноста, казниво по член 383 од Кривичниот законник, и за учество во толпа, што ќе спречи службено лице во вршење на службено дејствие согласно член 384. Протестот на кој се бараше оставки, правда и одговорност за жртвите во пожарот во Тетовската модуларна болница стана предмет на политички препукувања. Од Демократската унија за интеграција велат дека представници на опозицијата се вмешани во неговата организација. Ние имаме директни докази дека се вмешани представниците од опозицијата и бараме да не ја злоупотребуваат ова трагедија. Од Алијанса за албанците пак се огради од организацијата на протестот, туку како што велат присуството на нивните членови и симпатизери бил чин на граѓанска свест и одговорност, како и на останатите граѓани на Тетово. Алијанса за албанците најостро ги осудува апсењето и секој друг вид притисок врз секој граѓанин и бара итно ослободување на демонстрантите. Протестот е демократско право и е гарантиран со устав, додека револтот изразен во нив е само рефлексија на незадоволство од актуалната влада. Во протестот имаше и роднини кои ги загубија најсајканите. Ве известуваме дека ниту опозиција, ниту граѓани нема да ги заплашите и демотивирате од битката за правда и одговорност. Несреќи може да се случат насекаде, а знаењето од прва помош е суштинско за спасување живот. Црвениот крст Гостивар ги едуцираше граѓаните за пружање прва помош и ги информираше што се треба да имаат дома или во возилото за да реагираат при повреди. Надевај се на најдоброто, но очекувај го и лошото. Вака вели познатата поговорка, алудирајќи на подготвеноста да се справуваме со разни ситуации во животот. Несреќите се едни од нив и може да се случат насекаде. Иако прва асоциација ни е со обраќајот, но несреќни случаи има и во домот, на работно место, во училишта. Во такви несакани моменти првичната реакција значи многу.
Знаењето од прва помош се покажува како суштинско за спасување човечки животи. Токму затоа Црвениот крст Гостивар ги едуцираше граѓаните за пружање прва помош преку показна вежба и ги информираше што се треба да имаат дома или во возилото за да реагираат при повреди. Првата помош организира тука на центар демонстрација како се дава, како се пружи односно првата помош и доделува флаери со материјал што значи содржината на кутијата на прва помош за во возило, исто така и кутијата за во затворени простории во институции. Ова ни е целта за да го подигнеме свеста кај населението за важноста на првата помош, зошто е битно, како е битно дека првата помош не треба да се учи само за во сообраќај, туку и за секојдневниот живот ни треба, поради тоа дека сите сме фамилиарни луѓе, имаме нашиот круг, нашето друштво, овие се случаи што може да се случат, односно повреди што може да се случат и во домашни услови. Од Црвениот крст посочуваат дека е важно секој граѓанин да има основни познавања за укажување прва помош и да ги надградува. Ова особено во време на ковид пандемија, кога луѓето се двоумат дали да повикаат медицинска екипа и се плашат да отидат во болници кои што пак функционираат со ограничени капацитети. Настаните што ги организираше Гостиварскиот Црвен крст беа по повод Светскиот ден на првата помош и под мотото «Биди херој во твоето училиште и заедница». Доктор Дејан Докиќ во гостувањето во утрински брифинг апелираше дека македонскиот здравствен систем треба да се подготви за грижа на поголем број на пациенти. Сите бранови до сега, ако ги анализирате, има еден првичен нагол скок или пик, потоа имаше како плато или лесно паѓање, па повторно уште еден пик како двогрба камила. Меѓутоа е многу тешко навистина да предвидиме каде се наоѓаме во овој момент. И сите тие математички прогнози и предвидувања не секогаш излегуваат во реалноста, така да сепак треба да бидеме предпазливи и да се спремиме и за и уште евентуално уште поголем број на пациенти. Затоа предпазливоста е најдобро и ние да се спремиме за и уште полоши сценарија за да не бидеме изненадени. Па ние уште на почетокот на оваа пандемија минатата година имавме некои градежни работи со цел да го способиме овој дел да биде изолиран од останатите пациенти кои што немаат COVID-19. Значи тоа е црвена зона каде што влезот е од бочно од нервна клиника. Тука е влезот за сите COVID клиники при интернистичкиот блок. Значи имаме влез, така е концепирано да на самиот влез бидат прегледани пациентите. Имаме компјутеризирана томографија доколку треба, се зимаат лабораториски тестови и се распределуваат онаму каде што според нивната клиничка состојба можат да бидат сместени. Јавното предпријатие Тетово транспорт ги утврди 3 редовни линии по кои ќе се обраќаат градските автобуси. Сите линии ќе бидат достапни за граѓаните секој работен ден од 6 до 20 часот. Јавното предпријатие Тетово транспорт утврди 3 редовни линии по кои што ќе се движат градските автобуси. Првата линија започнува од автобуската станица во Тетово, продолжува кон Зелениот пазар, потоа кон центар Шарена џамија, Средното медицинско училиште, а завршува кај Тетовскиот универзитет и Универзитетот на Југоисточна Европа. Првата линија ќе биде достапна на секои 30 минути, почнувајќи од 6 часот наутро. Втората линија пак ќе се обраќа на релација автобуска станица Зелен пазар, центар Шарена џамија, патот кон Жичара, Арабати Баба Теќе, Мала Речица и завршува во Голема Речица. Третата линија пак ќе се обраќа од автобуската станица преку Зелениот пазар, Тетовчанка, Касарна, Дреновец, се до селата Порој и Джепчиште. Автобусите во рамки на 3 линии, пред да се вратат повторно на автобуската станица, ќе се упатат и кон трговскиот центар Палма Мол. Втората и третата линија ќе се обраќаат на секои 45 минути, почнувајќи од 6 часот наутро. Работното време на градските автобуси е од понеделник до сабота, во период од 6 часот наутро до 20 часот навечер. Билетот пак за едно возење чини 20 денари. Има и месечни билети согласно категории. Основен месечен билет е 900 денари, додека пак за студентите и за јавните службеници цената на месечниот билет изнесува 600 денари. За пензионерите чини 350 денари, а превозот на лицата со над 80% инвалидитет е бесплатен.
Изминатиот период на подрачјето на СВР Тетово биле пријавени повеќе пожари. Надлежните апелираат да не се палат огнови на отворен простор и подсетуваат дека секое намерно предизвикување пожар представува кривично дело. Во последниот период на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово беа пријавени неколку десетина пожари на отворен простор, но и во станбени згради и други објекти, како и на возила. Најчесто гореа диви депони со разновидни отпадоци, сува трева, стрништа и нискостеблеста вегетација, додека во зградите беа зафатени подрумски простори и скали. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира до граѓаните да бидат крајно внимателни, да не палат огнови на отворен простор, каде и да е и за било каква цел, а станарите во зградите посебно да внимаваат на подрумските и другите заеднички простори, да го граничат пристапот до овие простори на други лица и да не ги користат за приготвување на зимници со печки на дрва или други лесно запалливи материи. Покрај тоа, на станарите им се советува и навреме да ја проверат исправноста на електричната инсталација во објектите, особено ако станува збор за постари објекти. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш подсетува дека предизвикувањето пожар, намерно или од невнимание, е кривично дело, за кое согласно членовите 288 и 227 од Кривичниот законник се предвидени парични затворски казни до 5, односно до најмалку 8 години, зависно од видот на пожарот, околностите и последиците. По денешниот пат на температурите и поројниот дожд во следните денови се очекува стабилизација на времето со сончеви периоди и температури до максимум 29 степени. Во текот на предпладневните часови најпрвин во Полошкиот регион се појави нестабилност која дојде од северозападот од Шарпланина и најпрвин тука имаше повремено пороен дожд проследен со грмежи. Овие грмежи и нестабилност се преместија кон југоистокот веќе и на излегување се на источната граница, а бранот наместа се уште е присутен во појужните делови, во делови од Долно Повардарје, но и на југот кон Мавровскиот регион. А во овие часови, во 11 часот, температурата во Тетово е 17 степени и таа во попладневите часови малку ќе се покачи, а ќе остане и понатаму зголемена облачност, краткотрајно со сончеви периоди понекаде. Во текот на утрешниот ден ќе има услови повторно за нестабилност во Полошкиот регион, претежно во предпладневните часови, ќе остане малку посвежо, наутро температурата 14, а дневната до 29 степени. Во следниве денови ќе преовладува сончево време, претежно стабилно, со услови за појава на краткотраен дожд, претежно во вторник и среда во попладневните часови. Температурите ќе бидат значително пониски веќе наутро во вторник, а потоа и во среда и дневните температури ќе бидат пониски, најмногу до 29 степени на северозападот.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова саботно издание на регионалните вести. Имајте пријатен викенд.